Тогаш идеш во ситуација на англиски кажано proxy parenthood, кај што ти си тако звани родител на папиру, ама не си во реалност, ради тоа што и мажот и жената би го одвоиле своето најпродуктивно време, тие најсвежи 8 сати од денот, да придонесат во некоја фирма или во институција, а за тоа време да детето нивно да го осознава светот преку очите на некоја друга дадилка или ајде во наши случаи барем фала Богу ние сме доволно блиски со постарите, па дедо и баба да го чуат. Еден од во православието имаше еден од светите отци кој што го кажуваш оној концепт на мала црква, дека семејството е она мала црква каде што ти треба да го градиш за ова што го збориме, сите оние вредности кои што треба да почнат да се градат во самата она семејство, треба да биде она мала црква, нели, како што и Библијата тоа го кажува во однос на почитувањето, улогите на мажот и жената. Одговорноста тогаш кај да носите е законска обврска према државата, а па со децата е некоја морална и повозвишена одговорност према самите деца. Пошто ако јас како родител, ако јас како татко и жена ми како мајка, ако ние не вложиме во нашето поколение, во нашите деца, кој ќе го направи тоа? Не можеме аутсорс да направиме на родителството. Игор, здраво. Здраво, живо, Филип. Добар? Се може. Одлично, се може. Стандардниот. Не, добре, фала Богу, добре. Еден вика, што го следам, што го почитам, вика, подобро отколку што заслужувам. Така да, тоа е многу интересно е. Подобро отколку што заслужувам. Секој пат кога ќе го прашат како си, подобро од што заслужувам. И така да се замислиш. Да. Обично луѓето ќе си речат повеќе заслужувам. Повеќе заслужувам, да. А он вика јас сум подобар, имам повеќе од она што сум заслужил. И е баш интересен концепт. Би сакал да го запознам човекот. Дейв Ремзи се вика. Може си слушнал. Дейв Ремзи, да. Амерички финансиски гуру и консултант да. Многу променети животи и мислам дека неговата филозофија е стварно интересна во смисла финансирање, тоест управување со финансии. Него имам многу слушано, од тоа малку што го имам слушано, ми делува доста приземно, доста интересен, едноставен за размислување. Едноставен и едноставни принципи, baby steps ги вика, и ако се следат, имаш на некој начин многу поспор успех, но 100% успех во се. Баш вчера на Facebook ми излезе баш таква еден како мим, нели, дека сите ние трчаме по брз успех, ама усвари спориот успех води кон, во тој случај беше за здрав машки живот. Така. Ние мажите некако баш си сакаме на брзина стекнато богатство, на брзина стекнати мускули, што ти се нема ништо на брзина не оди. Нема, мислам дека се тоа во животот што сакаме, нешто што сакаме да трае маратон, многу брзо. Да. Све што доаѓа многу брзо и многу брзо се губи. Easy come, easy go. Easy come, easy go, кој што викаат. Добро, денеска сакам те прашам, дали знаеш, бидејќи нашата тема, подкастот е Вера и работа, која е таа работа, која што е 24/7, не добиваш плата и имаш шеф кој што многу сака да наредува и е непослушен и знае да ти извади од такт и има и убави моменти. Искрено, прв пат кога слушнав тоа прашање си помислив, да не е му одговорот од нова прашање жена ми. Ама не е тоа политички коректно, не смеме така да кажеме. Да, тоа е улогата или работата на родител. И оваа епизода сакам да ја посветиме и се надевам можеби ќе имаме гостин кој што ќе може да зборува повеќе околу тоа во иднината. За она невидлива работа, за она работа која што ја имаме оние родители кои што се дома на некој начин и нивна главна работа им е грижата за детето. Знаеш како дојдов до ова, јас често пати се наоѓам или во оваа конкретна ситуација се најдов така затекнат, прашав една пријателка, не сме се виделе одамна, ја прашувам, па што работиш сега? И вика, со деца. И јас се зачуди, викам, чекај, во градинка си, во спитачка?
Не, со моите деца работам. И ми беше така, супер. Ама не го размислев баш, пошто првото прашање, ние секој пат кога се запознаваме со некој, што работиш? Тоа сум фризер, адвокат, архитект и некако, како, кога ќе кажеш, јас сум дома со децата, дали татко или мајка, некој од нив, е како, окей, ти си домакин или домакинка, нели, како ги викаат, што било пред многу години нашите баби, веројатно во мојот случај биле дома со децата. И сакам баш да размислиме за влијанието на оваа работа во животот на децата едноставно и во општеството, како оваа работа е вреднувана. Дали имаш размислувано за оваа тема, како работа? Не премногу, се до оној момент додека не почнав да читам и да истражувам баш за врската измеѓу верата и работата. И во тие мои читања, првото кое што го увидов беше баш тој муабет, што си ти, јас сум заболекар, механичар, ова, и дека преку тие професии ние проектираме вредност на човекот кој што работи таа работа. Значи, ако човекот нема некоја звучна работа, тогаш тој човек валја не е толку многу вреден како тој до него што има позвучно звање. Исходно на тоа, пример, за жената која што би рекла ја работам дома со моите деца, односно сум домајкинка, тоа домајкинка некако како да го ставаме на најниско. Што ќе мислиме некоја ниска работа, уште пониско мислам дека тоа. Мислам дека во народот повеќе ќе дури рефлексно, а не е толку рефлексно колку што е научено размислување, дека ако ти си останала како жена или како мајка, ако ти си претежно жените, ако ти си останала дома и сега си ти домајкинка, тоа значи дека ти немаш никакви квалитети кои што можеш да ги понудиш во општеството, на пазарот на трудот, и затоа силум прилике ти си останала да бидиш дома и сега си таkozvana домачица. Да. И мислам, не ја прашав пријателката како се чувствува кога ќе прашат или кога ќе каже за тоа, али верувам дека, како што кажа, некој пат ние знаеме да ја сметаме таа работа како уште подолна од секоја друга можна работа. Но тука се поставува оној момент, она прашање каде што ние, нашата работа, збориме во овој подкаст дека треба да биде служба на другите, треба да донесеме вредност за другите. Дали во маркетинг, во сметководство, во адвокатура, во архитектура, во што и да е, да донесеш вредност за другиот и со тоа да покажеме дека ние сакаме да направиме промена. Но што се случува со оние родители кои што одлучуваат да биде едниот родител дома, не по цена дека не може да најде работа, но едноставно јас сакам да вложам време, да ги вложам моите ресурси и да инвестирам во моите деца. Јас го гледам тоа некој пат и од економски аспект. И да оди едниот родител на работа, ќе заработува, но доколку детето или децата се во градинка, повторно тие пари ќе ти отидат на некој начин за тоа дете, ти плаќаш, има едно движење кое што го гледам на интернет, каде што вика јас плаќам, мене некој ме плаќа, за да јас да платам некој друг да го чува моето дете. Да, и тогаш идеш во ситуација на англиски кажано proxy parenthood, кај што ти си таkozvani родител на папиру, ама не си во реалност, ради тоа што и мажот и жената би го одвоиле своето најпродуктивно време, тие најсвежи 8 сати од денот, да придонесат во некоја фирма или во институција, а за тоа време да детето нивно да го осознава светот преку очите на некоја друга дадилка, или ајде во наши случаи, барем фала Богу, ние сме доволно блиски со постарите, па дедо и баба да го чуват. Но сепак на детето му е потребен тато и мама, а не дедо и баба, или па некоја дадилка што би дошла да го, или па уствари и градинките. Мислам, градинките се многу потребни за да можат 20 родители да одат, ама не ми се свига лично мене
размислувањето дека под дефолт, посебно во градови, посебно во гледам во Скопје, штом ти имаш дете, нормално дека детето ти оди во градинка. А зошто да е така? Зошто да мора и таткото и мајката да работат, да земат некоја плата, за да можеле да врзат крај со крај? Зошто, на пример, не се разгледа домашниот буџет и сите такозвани потреби, кои што можда не се потреби, туку што се повеќето желби, скапи желби, за да мораме ние да имаме 2 плати, за да сме врзеле крај со крај. Така. Смани ги трошоците. Точно, ќе си намалиш некои работи. Еве јас и ова го кажувам од лично искуство, зашто го добивам тоа прашање. Нашите 2 деца не се во градинка, жена ми ги чува. Тоа не значи дека она се откажала од незината кариера, она е едукатор и професор по германски, не се откажала од незината кариера, но едноставно во моментот одлучивме нашето највредно нешто се децата. И сакаме на децата да им го посветиме, бидејќи ти имаш мали деца до 4, 5, 6 години и тоа е најголемиот дел од времето кога ќе го поминеш со своето дете. После тоа почнуваат школи, почнуваат пријателства, ќе престанат да одат на одмор, еве во тие случаеви тинејџерски, не одам више со старите на одмор, ќе почнам сам и ти веќе се помалци го гледаш тоа дете. И ние одлучивме во тој момент рековме, ние сакаме да инвестираме поради тоа што сакаме тие деца да бидат со некои вредности кои што и ние веруваме дека оние вредности кои што и ние ги веруваме и сакаме да ги живееме, сакаме да ги внесеме и на нашите деца, да ги пренесеме на нашите деца. И као што кажа, нормално има жртви. Не секој пат од финансиски аспект ќе би било како што ќе имаш 2 плати, но и во тоа е знак на прашање колку повеќе тој финансиски бенефит ќе ми донесе кога еве и мојата сопруга ќе се враќа, ќе трча во пеца да ги земе децата од градинка, па имало ручек, немало ручек, па иди купи ручек, па знаеш фрустрации од работа, нервози, стресови, зошто да го доживуваме на некој начин сето тоа и при тоа да дозволиме децата да ги одгледува некој друг кога оние круцијални години сакаме да ги посветиме во нив и да ги инвестираме во нив. И гледам, тоа ме радува, гледам доста на интернет едно такво движење, каде што повеќе млади личности почнуваат да се вртат кон тие по-традиционални вредности, како што биле нашите баби и дедовци, каде што повеќето, биле на оној традиционален начин дека била мајката дома со децата, денеска не мора да значи, доколку еве мајката одлучи да работи или заработува повеќе и да биде и таткото дома, и тоа стојам 100% позади тоа, но од една страна мислам дека се целосно тоа се врти со еден систем каде што е можеби така свртен капитализмот, каде што ти во последните сигурно 70-80 години се случува каде што едноставно мора двајцата да работат за да преживеат. Нели порано сите знаеме како и се прашуваме, леле, како дедо ми успеал со 4 деца со една обична службеничка плата да изгради куќа, да купи нива, да има, да створи нешто за своето семејство, а денеска не успеваме со тоа. И со 2 плати многу тешко се успева да се оствари барем дом, едноставно дом да си обезбедиш и кој што ќе го плаќаш во текот на целиот твој живот. А порано се успевало со 1 плата. Може би тука и пречката и во самиот систем кој што е направен за и двајцата родители, но верувам дека и многу од родителите ќе одлучат јас ќе бркам кариерата или сакам да се искачам кариерно да напредувам или јас сакам повеќе работата, да бидам во работа, го сакам тој адреналин на работата. Не знам, што мислиш на не знам дали го следиш тоа движење, јас доста следам во однос на тоа, на битноста, како се менуваат сите тие работи во однос на претходните сваќања, дека она родителската љубов која што може да ја добие на почеток во првите години на својот живот е незаменлива. Да, мислам дека некаде имам читано баш дека тие првите
2, 3, 4 години, не знам точно, дека на детето му е потребна и мајчината и татковската љубов и пред се присуството на 20 родители во неговиот живот, затоа што тие години практично му ја одредува смерницата во животот, како ќе се движи, како ќе се развива. Сега. Мислам дека тоа прашање измеѓу кариера и живот дома, мислам дека тоа повеќе ни е наметнато и ние го голтаме без да го преиспитаме. Како некоја норма која што ни е така речи наметнато од таа индустријска револуција кај што беше потребно економиите да растат, а за да растат економиите беа потребни работници. И како ќе добиеме работници, па преку тоа што мажот ќе работи 10-12 сати и после можат и жените да работат. Ајде и жените нека работат. После ни е потребна таа Бисмаркова школа дека децата треба да бидат на училиште, не знам, 5, 6, 7, 8 сати, таман додека се родителите на работа. Тој свет горе-долу изумира и мислам дека сега треба ние не да измислиме нови вредности или нови начини на живот, туку да се вратиме на некои постари рецепти кои што знаеме дека функционирале. И културата како движење на една маса на народ е водено од една страна од тие кои што се нарекуваат конзервативни, односно не се конзервативни затоа што се заостанати, туку се конзервативни затоа што тие сакаат да го конзервираат, односно да го заштитат начинот на живот за кој што ние сите како цивилизација знаеме дека е успешен. Од една страна, од другата страна се тие прогресивните сили кои што сакаат да измислат нешто ново, кое што не секогаш ќе биде испитано или докажано на пазарот, ама for the love of the idea, така кажано, ајде да го пробаме да пробаме и ове на ваков начин. Со тоа што ние македонците си го имаме тешкото. Односно не тешкото, него правото, 3 чекори напред, 2 назад. И сега нашата култура може да биде 3 чекори напред, 2 назад, кај што измислуваме нови идеи, пробуваме новите идеи. Значи тие 3 чекори назад, ама после некое време треба да дојде периоди кај што малку ќе се вратиме по-назад на работи кои што знаеме дека генерацијски се испитани, докажани дека се добри. Ние немаме доволно голема историја кај што и тато и мама се на работа, и децата се згрижени, и тие деца после се способни да произведат други деца кои што ќе се исто така емотивно згрижени. Баш напротив, мислам дека имаме еден тренд на зголемување и на самоубиства, и на депресии, и на не знам каквити све други психолошки проблеми кои што децата ги имаат. Зошто? Затоа што ние сме го помешале рецептот за тоа како треба добро да се живее. Така, да. Да, она што го кажа со таа индустријска револуција, не знам дали си читал околу тоа дека во последните 100 години се направени еден таков голем раст во целосна технологија и во се и во човештвото. Значи, толку многу години на еден начин функционирало, например, еве се уште функционира во животинскиот свет, каде што секој пат бебето, без разлика, мајмунче, тигар, слонче, што и да е, се приврзани со мајката, додека природно они не се осамостојат. И ние на некој начин денеска сме натерани да тоа бебе, еве кај нас барем фала Богу 9 месеци може да има породилно, каде што после 9-тиот месец морам да се вратам на работа, тоа дете ќе го пуштам во градинка. Ако најдам место во градинка државна. Ако не во приватна градинка. И наеднаш ти тоа бебе го ставаш во еден тотално свет на странци кој што никој не познава и имаш период на адаптација и детево плаче. Тоа кажува нешто кога плаче тоа дете. Мислам дека не е само кога се одвојува од некој. Ти ако ќе му биде убаво, треба да се навикне. Па сега мене ако ми е убаво некаде, можеби нема да плачам. Така ако ми е убаво, ако гледам дека тоа ќе ми донесе бенефит во иднина, нема да плачам. Него ќе одам со задоволство таму. Но разликата е што самиот свет, самата таа индустрија не натера на тој начин да размислуваме и кон тоа да се движиме и не знам, го барам решението за и други родители можеби кои што се чувствуваат така. Разбирам дека не секој ја има таа можност и привилегија, но и како што кажа, некој пат
доколку работи, јас што сум зборел со повеќе, посебно мајки кои што работат, се да, нивната желба е повеќе да бидат со децата или да се грижат за нив, но има и оние кои што викаат не можам, премногу ми е, сакам да си одам на работа, сакам да имам таа слобода, да си заработувам сопствени пари. Иако не верувам во брак има сопствени пари, ти кога си влегол во брак веќе си едно со тој човек и се ти е заедничко. И доброто и лошото, и парите и немаштијата. И дали имаш ти некое, не знам, решение, размислување, кога би можел да смениш, не знам, да може да се смени. Кога би имало магично стапче. Така, да. Мислам дека ниту еден поединец нема да е доволно паметен, вклучувајќи ме, фала Богу и мене, да има магично стапче па да го даде решението. Ние можеме само да гледаме во таа нејасна слика и да се обидуваме да се фокусираме на делчиња, за да смислиме кој ќе ми е мене следниот наредниот чекор. Мислам дека не би имал некое решение колку би имал некакви гласни размислувања. Так. И сега ти го спомна ова за бракот, дека нели и мажот и жената влегуваат во брак, и сега кај нас е и пак се едни од тие идеи кои што ние ги вергламе без да застанеме да размислиме. Дека во бракот влегуваме ние 50-50, демек пола влегувам ја со влогот и другата половина жената влегува во бракот. И 100 пати кажана вистина, овај лага еднашка е вистина. Така. Значи ние сме влегуваме во тој брак 50-50, 50-50. Така. Со други зборови, а што правиш со другата половина? Така, да. Идејата тука дека правилно гледано бракот е дека јас целосно влегувам во тој брак. Јас 100% влегувам. Така. И жената исто 100% влегува во тој брак. И тогаш тој брак ќе функционира поинаку отколку ако сум ја 50-50 со една нога влезен, со другата внатре. И ми се допаѓа ова што го спомна и за жените и за мажите што викат јас сакам да заработам своји пари. Така. Па ако си во бракот 100%, ти немаш своји пари и не своји пари. Тоа се сите наши заеднички пари. Јас се сеќавам со мојата жена, ние значи од кога од првиот ден практично ние ги споивме нашите празни новчаници. Да. И заедно имавме повеќе, имавме 2 празни новчаници. 2 празни новчаника за полнење. Да. И тоа е убавото кога создаваш нешто заедно. Јас сум во некои групи член на Facebook за правни совети, прашуваат луѓе, знаеш, си имам од претходно ќе се мажам, запознав ќе се мажам, си има или ќе се женам, си имам на моје име стан, пари, едно друго, како да си ги обезбедам кога ќе влезам во брак. Па сега ти ако со таа личност влегуваш во брак, нема да си го обезбедам, моето на страна ќе си стои моето. И други совети беа, па не ги кажувај тие пари, чувај си ги на некоја сметка, знаеш, кој мора ли да ти ги знае сите пари. Па како да не ми ги знае кога јас сум влегол со таа личност да создадеме потомство, да создадеме нешто заедно и се ти ќе го тргнам, па тие се мои пари во случај на не дај Боже, ако се разведеме, ако нешто, да не останам на улица. И голем дел од советите беа, имаше и совети кои што викаат не, знаеш, зошто тогаш се мажиш, зошто се жениш. Така. Треба заедно да биде, ама што викаш, ти влегуваш како единка, станувате две и го вложуваш твоето 100%, нема моето 50. 50-ката на страна ќе чувам, 50-ката на друга. Да. Ќе ти ја дадам тебе. На ризик. Да. Незгодното тука е што самите тие луѓе, млади луѓе, би влегле во брак, почнувајќи со лага. Да. И сега лагата можеш да ја поднесиш саат, 2, 3, ден, недела. Не можеш да ја издржиш една година, 2, 10, 50 години. Мислам, тогаш ќе испаднеш дека живееш со некоја друга особа, лажен живот правиш. Да. Мислам, тие совети за и тие предбрачни договори кои што се сега толку популарни. Тие се прагматични и тие покушава да решат правно некој проблем, ама реалниот проблем усвари не е во правото, туку во пристапот. Значи не влегуваме ние 50-50, влегуваме 100%. Така да во ситуација, значи на темата што ја фативме за
работата во фамилијата, ако сме ние 100% влезени во заеднички живот, тогаш пример оние пари кои што јас како маж би ги заработил се 100% наши. Така. И жената тогаш може да располага со тие пари, обично подобро располага од нас мажите. Така. Испега како ние да сме окей да ги заработиме парите, ама нека бидат во новчаникот на жената, зашто кај мене ќе ги потрошам побрзо. На некои работи не потребни. Кои што не се потребни, да. Така да во таа ситуација тогаш ќе имаш 100% буџет, колку и да е голем или мал, так. Ама ќе е наш заеднички, а не мое и твое. Да, и тоа доведува до онаа стапка на бракови кои што не продолжуваат, на бракови кои што замираат. Многу млади луѓе слушаме наоколу кои што можеби со неки очекувања влегле во бракот и ти место да ствараш нешто заедно, ќе си го штедам моето, ќе си го чувам моето и утре во тие состојби, во тие случаеви и децата страдаат. Значи не само во такви нефункционални бракови се оние децата кои што се запоставени, кои што страдаат, кои што можеби ги гледаат расправиите меѓу родителите и сето тоа прави подлабоки психолошки трауми и во иднина. Да. И сега одозгора на тоа, кога би го ставили она стресот од работата, двајцата родители работат и двајцата, детево тука растргано ваму таму и до таму дојдовме ние за она одлука кај што рековме не, во овој момент, барем додека се мали, одлучуваме така, но кој е и улогата, и јас си ја гледам и мојата улога, например, како таткото, кој што во главно сега е тој кој што ги заработува финансиите во семејството. Доколку некој кој слуша, кој би се нашол во слична ситуација како улогата на таткото, би рекол дека е исто она поддршка. Не само јас ги заработувам, јас ќе правам што сакам, ти можеш да седиш дома, не правиш ништо, а уствари она работа која што прави е стварно многу поголема од она која што ја прави мажот, би рекол, оние 8 сати. Не знам, многу автори викаат што е побитно, дали да поднесам даночни пријави или да ги чувам децата. И многу автори викаат, па и двете се служење. Значи, јас им служам со тоа на клиентите, им служам на државата, што ќе поднесам документи, што ќе се наплатат даноци, сето тоа, но исто така и родителот кој што го чува детето е оној кој што служи и прави, допринесува за подобра иднина, нели ако Да, мислам тука во тој случај, даноците и децата, одговорноста тогаш кај даноците е законска обврска према државата, а па со децата е некоја морална и повозвишена одговорност према самите деца. Пошто ако јас како родител, ако јас како татко и жена ми како мајка, ако ние не вложиме во нашето поколение, во нашите деца, кој ќе го направи тоа? Не можеме аутсорс да направиме на родителството. Така да и тука и добро го спомна тој авторот дека не е едното или другото, дека се двете. И обврските према општеството, законските, и обврските према сопствената фамилија, и после ќе па имаш 24 сати и снајди се некако. Така. Мислам, не сакам да звучи ова како да поедноставувам, да го поедноставувам животот. Животот е многу комплексен. Ама од друга страна мислам дека со добро размислување, со добро раководење со сопственото време може да се најде доволно време за да се исполнат сите тие обврски. Ако не може, тогаш мислам дека треба да се направи еден рез, еден пресек и да се види кои се приоритетите. Дали ми е мене како маж, да речем, дали ми е мене побитна кариерата и материјалниот успех, или ми е побитно емотивното и психолошкото развивање на сопственото дете. Па нормално дека ќе ми е второто. Точно. Се надеваме дека и кај другите ќе биде така нормално дека е така. Да. Мене ме загрижува она што кога ќе видиш кај ултра богатите, кај оние кои што све им е возможено, најчесто, не знам дали е поради тоа што
за да го стекнеш тоа богатство, нели треба многу и да работиш, со тоа што го намалуваш времето во посветување на децата и на крај гледаме многу случаеви каде што тие деца, не знам, користат дрога или се во разни промискуитетни работи и слушаме на вести за нив сето она што се случува. Дали гледаш некоја корелација во тоа? Па тоа би го рекол дека е некоја празнотија духовна на успехот. Многу самоубиства има, меѓу најголемиот број самоубиства се кај во богатите земји, кои што се ти е овозможено и каде што имаш лесна пристапност до се и ти тогаш наоѓаш причина, немаш екзистенционален проблем, решено е, имаш многу пари. И тука луѓето пронаоѓаат други извори на забава и гледа дека и тоа ништо не го исполнува и оној број на самоубиства е многу голем. Помеѓу славните има и многу славни кои што ги знаеме, кои што се поготово Америка што се случиле такви работи. Па тие се добар пример, мислам дека пред некое време го правевме муабет нели овој Робин Вилијамс, автор, комичарот и актер. Зошто тој човек се уби? Така. Тој имаше и слава, имаше и пари, имаше од наша перспектива имаше надворешно гледано се што му е потребно за да има добар живот. Штом се самоубил, очигледно немал се. Да. И ако ние почнеме да му направиме нели список, попис уствари на што све имал, ќе видиме дека имал све, ама немал нешто кое што е кое што не е толку лесно видливо, а тоа е некоја здрав духовен баланс или духовен растеж, кој што ние некако како општество се договоривме дека духовноста не постои. Така. И сега сме ние сите договорени дека духовност не постои и тоа е тоа. И сега сме најдени во ситуација кај што поединците и целото општество ни се духовно болни, ама ние сме се договорили дека нема да користиме реторика на духовност. И сега немајки таков речник, ние не можеме правилно да го диагностицираме проблемот. Така. А што не можеме да дајме правилна диагноза, не можеме да го решиме нешто. Така. Тоа ми е слично како не знам, во биологијата да се договориме дека не постојат микроорганизми ради тоа што со голо око не можеме да ги видиме. И нели како што биолозите долго време не знаеле за нивното постоење, тие сепак постоеле. И нели во 1800-тите години таму во Лондон, кај што расте Лондон и расте без канализација и сиот измет завршува на улици, па нели таа сета непријатна миризба се шири, тоа се све микроорганизми кои што луѓето тогаш не ги знаеле и им дале име мијазма. И мијазмата ја лечеле со парфеми. Нормално дека микробиолошко заболување нема да го излечиш со парфем, па колку и да е скап парфемот. На сличен начин ние и денеска имаме некоја длабока незадоволена потреба или заболување, дури да го кажам, кој што ние покушаваме да го излечиме со така наречени парфемчиња од типот на консумеризам, величање на егото, влијание, инфлуенсери, па не знам ти што. Болно население сме, за жал, духовно болно население, кое што е ограбено од здрав живот ради тоа што претходно некои се договориле дека Господ не постои, нели славната кој беше Ниче. Бог е мртов. Ама тука забораваме да го видиме контекстот на изјавата, дека контекстот на изјавата Бог е мртов ја дава лудакот. Дека човек кој што, сега не се сеќам како се викаше лудакот кој што шеташе низ пазарот и викаше Бог е мртов, Бог е мртов, го убивме ние и не постои доволно голема вода која што ќе измие крвта од нашите раце. Тоа е уствари целата идеја на таа на она што Ниче сака да го кажува, кога едно општество ќе се договори да го убие Бог, односно да каже дека Бог не постои, не постои вода после која што ќе може да ја измие таа кривица, таа вина. И Ниче ги предскажува сите работи што се случени во Првата и во Втората светска војна, дека едно општество кое што се договара дека со указ го укинува Бог, дека неминовно ќе мора да измисли нови вредности, нови начини на живот и дека тој транзиционен период кој што уште трае, дека во тој транзицијски период
ќе има огромно страдање. И сега ние ако се вратиме за последните 100 години, да, во последните 100 години населението на планетава експлодира во растеж, а од друга страна во последниве 100 години се изумрени најмногу луѓе. Да. А ние тврдиме дека живееме во добата на просветлението, или после Француска револуција. И колку сме навистина просветлени, ако со сиот тој технолошки и медицински напредок, ние сме успеале да измислиме начини да убиеме повеќе луѓе отколку било кога што живееле. Да. Сега дали системот може да го смени еден политичар или да направи толку големо влијание, или пак некоја мајка, татко, родители кои што растат едно дете кое што го учат на правилни вредности, на вистински вредности, еве и на Божи вредности, би рекол. Дали гледаме, бидејќи ако тоа дете не гледа, ако јас му кажам немој да отидеш, некој пример, не ми текнува, но нешто, ако му кажам немој да го правиш тоа, и јас го направам, немој да лажеш. И јас сутре го лажам, не оди таму, лошиот чичко е таму, или ова, или некој кучето, што и да е. Полицаецот, така, таму е полицаецот ќе те земе, сега ќе седам во полиција. Да. Значи, ако почнеме да го учиме на тоа, прво, ние ќе изгубиме интегритет пред детето, ќе свати, па добро, ќе отидам таму, нема полицаец, нема куче, нема лош чичко, и ќе отиде таму, и утре ќе почне нас прво да не ни верува, ќе почне и да ги користи истиот метод за да добие нешто или за да не предизвика нешто. И дали ако ние немаме тако вредносен систем, и утре на тоа дете да му кажеме окей, еве има закон за тоа, ти почитувај го закон. Па нема да го почитува. Нема. Ме подсети сега со лажењето на едни блиски мои луѓе, кои што од мало своето деце го лажеа. И сега тоа дете, за жал, порасти во една средина кај што лажењето е како добро утро. Да. Нормализација на лагата, така речено. И сега тоа дете порасти знаејќи дека лажењето не е ништо чудно, ништо страшно, и па ја гледав мама дека ме лажи, нормално дека ја ќе лажам. Да. И на кој начин сега тоа дете како млад човек ќе се развива и како работник некаде ќе се развива, а неговата морална ткаенина од која што го гради животот е испреплетена со идејата дека лагата е окей. Да. Многу е тешко дури да се претпостави какви се штети ќе има тоа дете, ради тоа што од мали нодзе го лажеле детето. Така, и тоа му е комплетно во неговиот систем е веќе тој начин на размислување. Ајде, ќе излажам, ќе го добијам она што го сакам или ќе ми биде полесно. Така да не верувам дека какви да бидат закони, какви да бидат политичарите што и да ни кажат или институциите, она примарна социализација која што треба да се случи во семејството она каде што треба да ги учи детето сите оние основи дека треба да се почитуваат постарите, дека треба да се делат работите со братче, сестриче, да се дели со другите околу, бидејќи не може да очекуваме сите тие битни работи некој друг да ни ги, она улога на родител, некој друг да ни ја заврши, некој друг да ни ја води. И ја верувам дека ќе имаме многу поголем успех во сите тие работи. Еве, ако земеме кога спомнавме и разводи, колку помала стапка на разводи имало во нашите баби и дедовци отколку денеска. Значи, и тоа е една системска, не знам, мана можеби, или на некој начин каде што тогаш стапуваш во брак и да, решаваш што и да е, остануваме заедно, значи ќе работиме, и луѓе по 50-70 години останувале заедно. Ама денеска тоа е многу лесно и едноставно, поготово кај што читаме во Холивуд, и тоа е како некое фалење
ово имал 5 брака, она имала 4 брака, има 7 деца, со ово има деца, со она и некако ти е бил он со нејзе му била жена, па сега на овој му е жена и така се врти тој круг. Добро, да бидиме фер према жените. Од друга страна може да се каже овај маж бил маж на таа жена. Со неја има едно дете, со другата така има, со третата, со четвртата. Што направи бе човек? Така е. Не мислев само жените, него и двете страни, и мажите, и најчесто и почесто се можеби и мажите. Па ако се распаднал еден брак, после него имаш две единки кои што ќе бараат друг брак. Така да не, затоа сакав малку да ја исправам сликата, да одзумираме, да не се скрие мажот во таа ситуација. Другата работа, она што го спомна за системскиот проблем. Мислам дека во нашите посткомунистички земји ние сме некако научени да направиме аутсорс на сето размислување. Некој друг нас да ни каже што е добро, што е исправно, што е корисно, да стават закони на тие работи и после ние да се водиме околу тие законски рамки. Предпоставката тука дека секој закон, мислам секој закон е правен, ама дали секој закон е правичен? Правичен, така. Ама државата нема да ја интересира дали законите се толку многу правични, затоа што ако се запишани веќе се правни, ние сме обврзани да ги исполнуваме. Од друга страна, ние од државата направивме Бог. И го заборавивме правичниот дел во животот. И остануваме сега да живееме правно исправни, ама правично неисправни, односно неправедни. И тогаш не е ни чудо да ги гледаш сите тие што ги спомна мојкните, богатите, кои што прават што ќе му текне, па имаме сега записи кои што излегуваат од Америка, кај што тој сега да не спомнуваме имиња, бил начекан, сликан, фатен со тоа и тоа. Ама кога мојкта ќе ја сведиш само на позиција, на влијание, и позади таа мојк да нема никаква духовна содржина, не можеме ние да очекуваме дека користејќи такви градивни материјали, дека ќе произведиме не знам каков резултат. Например, ние сакаме да градиме куќа, имаме цимент, имаме бетон, цигли, имаме све, немаме железо и сега ќе ги туриме темелите, ама без железо нема да издржи. Па така и мислам потребата на таа духовно вкоренета морал и етика, која што ќе биде железото во нашето цименто, што тоа после ќе испадне да може да го држи нашиот живот. Така е. И еден од во православието имаше еден од светите отци кој што го кажуваш оној концепт на мала црква, дека семејството е она мала црква каде што ти треба да го градиш за ова што го збориме, сите оние вредности кои што треба да почнат да се градат во самата она семејство, треба да биде она мала црква, нели, како што и Библијата тоа го кажува во однос на почитувањето, улогите на мажот и жената, улогите на децата, тоа многу убаво го објаснува кои се нашите улоги и наше да можеме да го пратиме и да го живееме тоа упатство, тоа што ни се посочува на некој начин. Како би можеле некое охрабрување да биде за оние родители кои што се во таа ситуација или посебно мајките кои што се наоѓаат во таа ситуација, да знаат дека нивната работа не е залудна, дека тоа што можеби дипломата сега им стои во фиока и она за што учеле не е залудно да стои во фиока. Таа можеби ќе најде примена некој ден некогаш, но она улога која што сега во моментот ја имаме, конкретно и ние со мали деца, сметам дека многу повредна отколку друга некоја работа. Охрабрување, општо охрабрување за сите, па би било некаков општ муабет. Истото она што ти го кажа, дека твоето работење дома не е залудно.
ти како мајка или ти како родител, мајка, татко, ти ја градиш наредната генерација. Така. Побитно тоа тешко дека така. Има. Исплатените даноци или исполнетите формулари или не знам што све би можела таа жена, таа особа да заврши на работа, нема да бидат толку далекосежно ефективни, така. како што е ефективно изградувањето на здрави деца, кои што после тоа ќе може да изградат други здрави деца. Значи да имаме тој систем на реплицирање на вредности. Да. Кај нас за жал е прекинато тоа. И прекинато е баш ради тоа што со указ ние го укинавме Бог пред не знам таму колку години во времето на комунизмот. И мора враќање. Значи од она нашето право оро играње 3 чекори назад, 3 чекори напред, 2 назад, сега сме веќе во тие 2 чекори назад кај што ние како општество не можеме да продолжиме здраво без да имаме здрав пристап према религијата, према личната вера. Она што го спомна за фамилијата како мала црква е супер идеја, со тоа што сакам да појаснам дека новозаветно гледано, Исус никогаш не рекол таму е црквата, туку цело време им се обрека на луѓето и му вика вие сте таа заедница, вие сте црквата, односно ние народот сме црквата. И затоа го имаме ние соборниот храм, а не соборна црква. Храмот е место каде што соборно место, каде што се собира црквата, односно луѓето. Зграда, разграничување и објаснување. Зграда која што е наменета за собирање на луѓето, е само зграда, луѓето кои што се собрани во таа зграда за да го слават Бога заедно, да се охрабрат заедно, е црква. Така. Болницата може да биде како зграда болница, иако е празна, сепак е болница. Храмот е сепак ја добива својата смисла од луѓето кои што ќе одат таму. Така да не правиме муабет ние за едно малечко сопче дома кај што ќе има икона, ќе гори кандели, не е тоа црквата. Црквата сепак е меѓусебните односи и постоењето на пребивањето на Бог во таа наша микрозаедница, односно таа мала фамилија. Затоа што и самата Библија, самиот Исус кажува кај што се двајца и тројца собрани во мое име, таму сум и јас. Значи мажот и жената ако се свесни Христови следачи, така да кажам, тогаш Христос е во тој брак. И тогаш 100% вложениот маж и 100% вложената жена во тој брак се приближуваат кон Христос и приближувајќи се кон Христос се приближуваат еден кон друг. Така, да. Многу убаво сумирано и многу убаво кажано. За крај и да, нека биде ова охрабрување, еве, и за мене утре кога некој ќе прашам и ќе ми каже работам дома со деца, да знам, да, оваа твоја работа е навистина вредна и навистина допринесува за ние сите да имаме утре подобро утре, иако можеби е незначителна или негде на социјалните мрежи нема да стои founder или senior или developer или не знам што и да е, но во животот на тие деца ќе стои number one и ќе стои број еден и најбитна особа. Така да нека биде еве ова што го говоревме денеска едно охрабрување, сепак ние сме можеби во другата улога како татковци, иако и ние преземаме полна одговорност, но сепак се надевам во некои од следните епизоди ќе можеме да викнеме. Јас познавам неколку кои што дури и дома ги школуваат децата, оној момент кој што е овозможен во странство, каде што ти си покрај родител, обезбедуваш се, носи и наставник. И тоа е многу интересен концепт што и јас го размислувам и би сакали ние да го практикуваме. За жал не е можно за сега во Македонија, законите не дозволуваат. Прашање зошто? Прашање е зошто, така. Се надевам може да отвориме една дискусија и околу тоа и некоја промена, но гледам дека оние деца кои што родителот и професори поминуваат заедно материјали, дека стварно има
голема разлика и не назадуваат во никој случај ако земеш со некое дете кое што традиционално оди во школа. Дури би рекол многу од тие се и многу напредни и многу паметни и интелигентни деца. Така да се надевам ќе имаме и во некоја следна прилика можност да слушнеме повеќе околу тоа и што значи за нив верата и вредноста на животот во тие моменти. Така. Ето да речам како некоја завршна спакувана идеја, слика и од моја страна е дека пак од улога на маж, ние мажите може да ја изградиме куќата, ама жените, односно домајкинките кои што би одлучили дека ќе се дома, ќе ја земат таа ладна градба, куќа и ќе ја претворат во дом. А ние сите сакаме да се вратиме дома, а не во куќата. Така е, да. Убаво. Како викаат, мажот е главата, а жената е вратот. Без вратот не прави ништо главата. Да, така е. Супер. Одличен муавет, Игор, фала ти. Фала ти и тебе. Се гледаме. Наредна прилика. Така е.